Види сега, Фериде. Чичко Рамис, знаеш ли каков човек е тој? Како да го опишам? Еден многу мил човек, со бела брада, многу добар човек е. А жена му, тета Фатма, таа е глава на куќата. Што ќе каже таа, тоа се прави. Еве вака, олку е висока. Толку ли? Аха, да, олку. Таму така зборуваат. За толку, вика толку. Си научил да зборуваш како нив, значи? Не само зборувањето. Научив и некои други работи. Човечноста, приврзаноста кон животот, поддршката, љубовта. Многу работи научив таму. И јас станав еден од нив. Станав човек како нив, Фериде. Ти кажав ли за девојченцата? Девојчиња? Така, девојчињата ги викаат девојченца. Мораш да ги видиш. Руси коси, две се. Едната е мојата принцеза, а другата ми е пиленце. Сега да не го будиме ние, Рамис ефенди. Ајде, господјо Бедија, ние полека да си одиме. Ајде, со поминека е. Останете со здраве. Ајде, уште еднаш, со поминека е. Ке се видиме пак. Ајде, ви благодариме. Мирни. Ако имате потреба од нешто, да ми кажеш, Керко Хатиџа. Ти благодариме, тетка Бедија, многу ти благодариме. Хусмен, не плачи, бе. Зошто ми го расплакавте мојот Хусмен? Дај ми го мене. Донеси ми го мене. Дојди Дај кај го мене. вамо. Добро, Дојди дај кај му го мене. на Хасан. Дојди, Ајде. дојди. Донесете вода. Донесете вода, Добро, ајде. тато. Фатма, каде е? Гледај, Хусмен плаче. Отиде до едно место, веднаш ке се врати, татичко. Зошто не остави сами? Ние сме тука, татко Рамис. Благодарам, Сите сме благодарам. тука. И Хусмен е тука, и јас сум тука. Ќе дојде кај макам од Дилавер да те земе. Ти подготви се, Керко. А Ерлија нека е? Каде одите вака? Кај млекарот Рамис одиме. А, така ли? А што ќе правите? Што има во куќата на млекарот Ти не Рамис? слушна? Тој бил маскираниот. Тој не спаси од арамиите. Што зборувате, бе? Ајде, дојдете со мене, дојдете, ајде. Дојди. Нека се спремат патниците што ќе се симнат во Деде Агач. Уште колку остана, бато? Уште малку има. Наутро ќе сме таму. Со Господ напред. Наутро сме таму. Хасан, каде ли остана мајка ми со Вахиде? Веќе се стемнува, а татко ми само прашува. Не знам, Хатиџе, да излезам да видам. Хатиџе, што се случува? Не знам, Хасан. Што е, мамо, што се случува? Сакаат да го видат татко ти. Тргнете се. Рамис! Дојди, Фатма, дојди. Рамис! Мажу мој! Хероју мој! Види, јас дојдов и тоа не сама. Донесов и гости. Што се случува, Фатма? Тебе сакаат да те видат. И долу е полно, целиот двор е полн. Тебе сакаат да те видат. Види. Додовме за да ти се заблагодариме, за тоа што на сите нас не ги спаси животите. Сите се за татко ми дојден? Гледаш ли, Хасан? Гледаш ли колкав херој стана татко ми? Да живее маскираниот, да живее! Јас не сум маскираниот човек. Јас сум Рамис, млекарот Рамис. Да, јас само ставив црна маска на лицето. Зошто се маскирав? Затоа што сите се плашат од него. Дури и арамиите се плашат од него кога ќе го видат.
Сите сте без малку храбри како мене, кога ножот ќе застане до коска. До еден, сите се претворате во маскирани луѓе. Така ли? Кога секој од вас ќе го исфрли стравот од себе, ќе стане маскиран човек. Така, погледнете околу вас. Има и мажи, жени, деца, внуци, млади, стари, сите се маскирани. Нема што да се плашите од арамиите. Ако сме соединети, тогаш арамиите треба да се плашат од нас. Од сега па натаму сите сте маскирани. Ајде, добре дојдовте маскирани луѓе. Да сте живи! Да сте живи! Ајде да сте живи! Ајде! Довидување. Ајде да сте живи и здрави! Довидување. Ајде! Ајде, ајде! Довидување. Ајде да сте живи! И вие да сте живи и здрави! Ајде! Ајде! Колку убаво зборуваше татенце. Устата да ти се позлати. Добро ли си, Рамис? Добро сум, Фатма, добро. Среќен ви пат, господине Дилавер. Благодарам, Мерием. Деца, да ја чувате мајка ви. Во ред? Добро. Па ајде тогаш. Да одиме. Господ да ве чува. Вахиде, Молам. ајде оди спреми се, ке дојде сега Дилавер, ајде. Добро, мама. Зарифе, донеси го тасот. Веднаш, мама. Повели. Да си жива. Не мисли дека сум заборавила, Зарифе. Што, мамо? Немој да мислиш дека сум го заборавила тоа писмо. Стрпи се малку, ќе ти ги скршам сите коски, сите. Стрпи се. Мажу мој, лаву мој, стани, стани, стани. Чорба од кромит. Оваа чорба најмногу ја сакаш. На здравје. Ајде, Зими. Фатма, не сакам веќе, не ми се јаде, се најадов. Оваа чорба мора да изедеш и толку. Јади, јади, никако да заврши ова. Хусмен, види го дедо Рамис, види колку убаво јаде. Синко мој. О, Браво за моето внуче. Браво. Не сакам јас повеќе. Зборува жената на херојот, отвори ја устата. Вагиде? Каде одиш во ова време? кај Мерем ќе оди татко Рамис. Нели ќе Мирем ќе остане, татичко? Кај Мерием ќе остане? Разбравме, ќе остане, разбравме де. Зошто остана до сега?
ние ќе однесеме татичко. Тие ќе ја однесат Рамис? Добро да разбрав, тие ќе ја однесат. Јади тогаш? Ајде ние ќе одиме. Ајде. Се гледаме. Ајде, отвори ја устата. Со здравје, Керко. Оди со здравје, сестра. Поздрави го Мустафа. Кажи му дека цело време се молам за него. Вахиде. Кажи му на Мустафа дека на Парталко му го дадовме неговото име. Да биде херој како него. Така, да му кажеш. Добро? Вахиде, Керко моја, зошто си тажна? Ќе го видиш Мустафа, зошто си тажна? Зошто? А? Не плачи. О, моја убава Керко. Ајде. Ајде, не плачи Керко моја, а? Одете ми со здравје. Ајде. Ајде, одете. Ајде. Веќе пола час стоиш на нозе, седни малку те молам. Пристигнавме веќе. Види, многу сум згоден, нели? Битола, последна станица. Влегуваме на железничката. Битола, последна станица. Ете, баш тука на ова место седевме. Мустафа и јас. Кога одеше на фронт, последен пат тука го видав. Ми го даде неговиот прстен. Ми вети дека ќе се врати. Знам, Вахиде. Сакаш ли да ти кажам, човек зашто најмногу жали кога ќе изгуби некој негов многу сакан? Зашто?
за последните недокажани зборови. Кога стигна веста дека Мустафа загинал, тогаш само за едно нешто му се помолив на Бога. Само едно нешто посакав. Посакав уште еднаш, за последен пат да го видам. Знам дека го распарчуваат човека последните збогувања. Ама барем ќе му ги кажав сите тие убави зборови што дотогаш не сум ги кажала никому. Ета, желбата ми се исполни. Господ сакал уште само еднаш да се сретнеме пред да му ја земе душата. Гледаш ли како ми се услиши молбата? Сега ќе му ги кажам сите убави зборови што не сум му ги кажала. Ама знам дека не ќе можам. Не ќе можам да ги кажам сите. Повторно ќе остане некој недокажан збор. Ете тој збор. Тој збор ќе ми ја гори душата цел живот. Вахиде! Мустафа? Gecenin sonu gelmiyor bir diber aman eyvah. Her sevenin yüzü gülüyor bir diber aman eyvah. Dağların sırrını sormayın bize, bir bahar görmeden kıymayın bize, ayrılık derdini vermeyin bize. Ah, yurdumun halini sormayın bize, bir yuva kurmadan Дилавер, kıymayın Мустафа, како си, брате? брате,
Добре дојдовте. Добро ве најдавме. Фериде? Фериде, дојди. Еве ја Вахиде. Ова е сестра ми Фериде. Фериде, Дилавер. Мило ми е. И мене ми е мило. Многу ми е мило. Мажу, лаву мој. Силен мажу мој. Јунаку мој. Јунаку мој. Јунак сум, нели? Таков си. Ти јунак стана, Рамис. И тоа, знаеш ли што? Ти не си само мој јунак. Ти си јунак на сите млекари. Ти знаеш ли во сите села, а знаеш колку села има, и во сите градчиња, а знаеш колку градчиња има, секаде извикуваат силниот млекар Рамис. Во сите села се збори каков силен јунак станал млекарот Рамис. Ете така викаат. Ај, колку убаво. И Фатма, ти мене наверно ме бакна, нели? Те бакнав. Знаеш дека како да ми помина болката? Така ли? Така. Така. Ако уште еднаш ме бакнеш и ќе ми помине. Па велиш дека поминало? Не, малку ми помина. Ај уште еднаш бакни ме. Е, добро, ајде уште еднаш. Не, уште не помина. Ај пробај уште еднаш, ај уште еднаш. Не е праведно. Уште еднаш да те бакнам не е праведно. Бакни, ајде. Инаку нема да помине. Може ми помина. Што? Фатма, Што? знаеш ли што? Јас едва и преживеав, Е, знаеш? фала Богу те. Многу време помина, знаеш? Е. Нели? Што? Фатма, Кажи де. види и раката ми помина. Да? Сакаш да одиме в соба? Што правиш, бе, човеку? Ајде да одиме в соба. Не, подоцна. Дојди, те бакнам еднаш. Што е, мамичке? Што праве? Не, ништо, ние, онака само... Молчи, де, молчи ти. Штом дојдовме во воздух, гледате како ништо да не е. Срамота, молчи, дојди ваму. Добро утро, татенце. Добро утро, татенце. Дојдете. Добро утро. Добро утро на сите. Добро утро. Добро утро, ќерко. Хасан, ајде, ние сме спремни. Доаѓам, Хатидже. Што е ова, Хасан? Капа. Тоа го гледам, но... Зошто гледаш така чудно? Црна капа, што има чудно? Не, ништо нема. Што, не ти се допаѓа или што, не ми стои? Не ти стои лошо, но... Не е чудно ова да го носиш? Како чудно, Хатидже? Што рече татко Рамис вчера? Што рече татко ми? Дека сите ние сме маскираниот. Така рече, да. Каде е Хусмен? Еве го, зар не го гледаш? Убав тој на тато. Дојди да видиме. Дојди. Ајде. Евака, и ова е за Хусмен. Што е тоа, Хасан? Види колку убаво му стои, нели? Од каде се овие работи? Вчера вечер до доцна во ноќта седев, Хатидже. Овие со своји раци ги сочив. Кога ќе ги види татко Рамис, кој знае колку ќе се израдува. Браво, Хасан, сигурно многу ќе се израдува. Ајде тогаш, ајде да одиме. Ајде. Ајде, Хусмен, дојди. Ајде, Хусмен со црната капа. Ајде. Хатидже, дојди. Вахиде, отиде. Навистина така велиш? Не знаев за ова. Каде отиде? Во Истанбул. Да го види Мустафа. Така ли? Така. Види, Хатидже, внимавај. Биди предпазлива пред татко Рамис. Немој нешто да ти се испушти. Хасан,
Ако ми избрзаш пак ќе видиш. Ајде веќе. Ајде. Хатидже, немој да не ти се испушти. Мола, мајко, Каде вака рано наутро? кај маскирање ќе ода, мајко. Остави ги сега луѓето. Оди прво на пазар, од чаршија малку булгур да ми земеш. Потоа оди таму, може така? Да земам и малку спарак, може ли? Каде ти текна сега во овој период од годината, каде има? Види, земи ги овие парички. Слушај ме убаво што ти велам. 3 работи ќе ми земеш. Малку брашно, малку сол и малку булгур. Немој да се ги потрошил сите пари. Кусурот цел дома да го вратиш. Ајде да видиме. Ајде, лаво мој. Чекај. Земи ја торбава и немој малку кусур да ми враќаш сите пари дома. Добро, мамо. Ајде да видиме. Искрено многу се зачудив кога ја слушнав веста. Не можев да поверувам. Абдул Хамид донел одлука да се амнестираат сите од унијата. Каква среќа. Минатата недела само што мислев на мојата смрт. Значи ти од јашето си се спасил, брате. Бато, да ја затвориме темава. Подоцна ќе разговарате за другото. А и вахите да не ја растажуваме. Нема зошто да се растажуваш, Вахиде. Веќе помина се. Навистина. Еве жив и здрав сум пред тебе. Како се домашните? Чичко Рамис добро ли е? Татко ми? Татко ми Што има? Да не се случило нешто лошо? го нападнале татко ми. Го раниле, ама сега е подобро. Како се случило тоа? Кој го нападнал? Чичко Рамис се преправи во маскирањето. И мене, а и целиот град го спаси Мустафа. Не разбирам. Димитри умре. Цела банда ја фативме. Чичко Рамис стана висински јунак. Вистина е? Што зборувате, бе? Му се измеша сега. Чекај сега, полет ќе ти објаснам. Значи вака сега, Чичко Рамис Добар ти ден, не вресте? И вам, нека ви е добар денот, госпоѓа Бедија. Што ти е, Макерко? Оти си го смуртила тоа убаво лице. Со вас не разговарам, тетко Бедија, лута сум ви да знаете. Мене си ми лута. А зошто си ми лута? Па не го земавте Мустафа намек за мене и си останав стара мома. А, ич не ти прилега вака да зборуваш? Па не го земавте. Не сум ти го земала. Не ми ја отвора и устава, те молам. Прво и прво за старите работи не сакам ни да зборувам. А за оној синот на фурнаџијата што ти го бев натокмила. Што се случи? Една недела пред свадбата нели избега? Избега. Тој избега, јас сум крива. Тој избега, мене ми се лутиш. Кај мене ли е кривицата? Кажи, мила моја, кај тебе е кривицата? Знаеш зошто? Зошто? Па ти ги тераш да бегаат, Бекерко. Многу ги притискаш. Па се немам среќа, што да правам, тетко Бедија? Секој човек си има своја прилика. Добар ден, тетка Добар Бедија. ден. Убав ви ден, Хатидже. Добро утро, Хатидже. Хасан. Како е?
Ми стои? Многу добро ти стои. Нели сум бил во право? Како си, невресте? Како да бидам до Хатиџа вчера, татко ми... Добре, добре. Хатиџе, каде одите вие? Кај мајка ми отиде тетка Бедија. И јас одев натака. Ајде. И јас ке дојдев натаму, мајка ми направила пита за Чичко Рамис, нека му е сопомин, па јас да ја однесев. Нека е жива и здрава, за убаво да ја вратиме. Ајде да одиме. Ајде. Ајде. Ајде, Хусмен. Ма не вресте? Кажи, тетка Бедија. И ти ли одеше натака на кај Рамис? Да. Зошто беше тргнала наопаку на онаа страна? Сум се занела. Ама често ми се случува. Не занесувај се многу, така занесена ќе останеш немажена. Прибери се, навреме ти велам. Така ли? Така. Ама ти немај гајле, ки ти најдам јас тебе, маш. Сум им нашла на тие бетер од тебе. Еве, например, за себе. Ајде, тргнувај. Ама да е некој како за мене? Таман како за тебе. Во текот на неделата донеси ја на една инекција. Благодарам. Не бери гајле, мора, од инекцијата ќе и помине. Ајде, убав ден. Убав ден. Дојде ли бе, внучко? Дојдов, деда. Добре дојде. Добро ве најдов. Зошто не зборуваш, дедо ветеринар? Да не си ми лут? Пред да одиш секако изборови ми знакаже, бе. Ме налути многу. И онака сакав со тебе да зборувам, деда. И да ти кажам нешто. Ке зборуваме. Зошто да не зборуваме? Добар ден, учителе Мухарем. Добар ден, учителе Мухарем. Добар ден, добар ден. Ајде, влезете. Полека, полека. Ајде. Ке зборуваме по часовите. Ке зборуваме. И ете така, брате. Значи така. Мустафа, треба да ти кажам уште нешто. Кажи. Јас губив Абдул. Абдул си губила? Губив Абдул. Капетанот Ахмет ја презема мојата вина на него. Земи. Добро утро, мамо. Добро утро. Добре дојдовте. Добро утро. Добро утро. Добро ти утро, Добре Фатмичке. дојдовте. Фала му на Бога, добар сум, добар сум. Арен си. Добар е. Добар. Мајка ми го испрати тоа, тетко Фатма. И многу поздрави прати за Чичко Рамис побрзо да оздрави. Со здрави да си го јадете. Фала многу, Кирко. А ти како си, господја Бедија? Фатмичке, како да бидам? Да простите, рано, Џабар Ефенди ми го расипа постот. Така од рано ми даде едно локумче. Ај, Бог да ми прости, денес не ќе можам да постам. Господјо Бедија, не го прекинуваш прв пат. Штом ќе заврши постот, ќе држиш еден месец, не заборавај. Што е со овие? Не прашувај, мамо. Хасан, тоа е мојата капа. Зошто си ја ставил таа црна капа? Татко Рамис, ова не е твојата црна капа, ова е моја. Сам си ја сошив за мене. Многу личи на мојата капа. Па така ја сошив да личи. Ти не ли рече дека сите ние сме маскираниот? Види, и јас сум маскиран, и Хусмен е маскиран, и ти си маскиран, сите сме маскирани. Разбравме, сите сте маскирани. Дојди, види. И овој како дедо, и тој е со црна капа. Дојди тука на дедо црната капа. И овој станал маскиран.
Дојди Внучко на тука, дедо, капче, колку си убаво убав. твое. Многу е убав, нели? Многу е убав. А јас како изгледам? Да не те урочам, многу убаво изгледаш. Види го. А овој види го, види го. Добро утро, господине Агоп. И тебе намик. Каде идеш јутро? На пазар одам да си купам спајнак. Ова време од годината нема спанак. Има. Има, секогаш има спајнак. Добро. Ама јас си како не се служив, тој место мене во затвор да оди. Ама рече, види го уште еднаш Мустафа за последен пат. Кога ќе се вратиш, тогаш ќе направиме како што сакаш ти. Бато Ахмед правилно постапил. Да е жив и здрав. И јас да бев на негово место ќе го сторев исто. Мустафа. Вахиде, штом се вратив јас ќе одлучам како ќе се реши оваа работа. А ти? Ти за ништо нема да се мешаш, јасно? За ништо. Мустафа, ќе одам јас да следам со местата. Вахиде, по пат ќе разговараме, во ред? Во ред? Хасан, нема да одиш ти на работа? Одам, Хатидже. Е, па ајде оди тогаш. Одам. Е, ајде. Така. Ајде. Видете, додека мене ме нема, татко Рами се што ќе посака, ќе сторите. Ако посака вода, вода да му дадете. Ако посака храна, храна да му дадете. Во ред, Паша, друга заповед имаш ли? Не толку. Во ред тогаш, ајде оди. Ајде тогаш. Ајде. Зарифе? Вахиде каде е? Вахиде, ова... Последен пат кога ја видов, пролета на брзина. А добра ли е? Добро е, добро, фала Богу, добро. Добро. Каде е? На гости остана. Да, кога оди таму, браќа Абер, таму... Во Истанбул е. Така ли? Да, Баш така. така. Така нешто. Учителе Мухарем, зошто седиме вака? Нема ли да имаме час, учителе Мухарем? Деца, морам да ви кажам нешто. Јас морам да заминам од тука. Јас повеќе нема да можам да ве учам. Зошто, учителе Мухарем? Не си одете, учителе. Морам да одам. Соседи, доближете се, соседи, се случи чудо. Се случи такво чудо што не може да ви се верува. Што се случи? Мајка ми инвалид, ова утро стана и прооде. Прооде ли? Прооде. Не гледам. Гледај, ајде. Ајде, мамо. Оди да те видат луѓето. Оди, ајде. Гледате? Оди. Ама некако бавно оди. 90 години има жената. Толку ли има? Мамо, дојди. Од што прооде, бе? Од ништо. Утрово стана, јадеше и прооде. Тетко, да не си јадела ти спанак денеска случајно? Синко, јас не јадам спанач, не јадам. Не јадеше спанак, не јадеше. А што направила пред тоа? Не. Еден ден отидовме на посета кај маскираниот. Кај маскираниот ли? Кај Чичко Рамис ли?
Кај него бевме, тој мајка ми ја допре вака. Ја допре? Да. Вака ли ја допрел? Вака кај колината ја допре. И ги допрел коленцата и таа продела. Проде. Ово утро стана и проде. Па Чичко Рамис рекол дека отишол од таа страна на животот и се вратил. Вистина? На вистина. Да живее Чичко Рамис. Ај! Чичко Рамис се врати. Доби дојде тетко. Чичко Рамис. Чичко Рамис. Се е подготвено. Ајде да одиме. Ајде. Јас ќе го земам ово, брат. Ти не прави вака. Јас многу ќе учам, учителе Мухарем. Доволно вие само да не одите. Јас не одам за да се откажам од вас. Вие и без тоа сте многу умни деца. Многу сте вредни. Но ако вие замените, ќе го затворат училиштето. Нема да дозволам да го затворат. Ќе донесе друг учител. Други работи ќе ве научи тој вас. Некој учител подобар од мене. Додека тој не дојде, јас не одам никаде. Ово училиште нема да го затворат. Во ред. Во ред ли? Во ред. Браво. Како се чувствуваш, Чичко Рамис? Добар ли си? Добро, невресте. Чувствувам малку болка. Јас воопште не сум добра, Чичко Рамис. Зошто ти не си добро? Дома остана, фете затоа. Татко ми по цел ден ми вели ти дома остана, Керко. Мајка ми по цел ден вели ти дома остана. Тетка ми Хатиџа по цел ден вели ти дома остана. И Кадрија тетка ми истото ми го вели. И Чичко Јакуп ми вели ти дома остана. Велат дека јас дома сум останала. Сега последно, синот на фурнаџијата прво решил да биде со мене, потоа се решил да се предомисли и избегал. На секаде барам, не можам никако да си најдам маж. Ваму барам, таму барам, во шумата барам, во чаршијата барам, шетам нагоре надолу, не можам да најдам. Се смеам вака, кокетирам, ама попусто не се наоѓа ништо. Имам висина, имам став, имам нос, имам очи, имам веги, имам уши, имам памет и убава насмевка имам. И дали има некоја причина да си останам дома сама, Чичко Рамиса? Заспали. Заспа. Остави го да спие. Ајде, замолчи, Керко. Сите вие постите, нема смисла само јас. Пи, господја Бедија, не заборавај за пиење, после 4 пати се пости. Ти благодарам, Керко. Тетко Фатма, јас дома си останав. Мајка ми по цел ден вели дома останав, татко ми по цел ден ми вели дома останав, тетка ми Хатиџа вели дома си останала и тетка ми Невресте, Кадрија... знам. Сите ти велат дека дома си останала. Сите разбравме дека дома си останала. Разбравме, Керко, е доста. Рами заспа. Сакаш сите да заспиеме. Доста молчи. Полудела. Добро тогаш. Никој мене не ме сака, но никого не му се допаѓам. Сите со по 2 деца ги гледам, туку се шетаат, те машко, те женско, па маче, па куче. Господе Боже. Види, сестро, јас многу те жалам тебе. Да ти кажам и јас тебе те жалам за Арифе. Зошто ме жалиш ти мене? Па и ти остана дома поради тоа бунтовно момче, а? Јас и ти, 2 немажени девојчиња, се останавме заедно. Бог да чува, невресте, Керкома, што зборуваш така, ај замолчи. Не, јас онака зборувам. Пред некој ден го видов него во чаршијата. Кого си видела во чаршија? Алекс. Пак ли дошол наваму, а? Алекс си го видела во чаршија? Тоа ли зборуваш? Така е. Зарифе? Мамо. Дојди тука, Керко. Дојди тука! Мамо! Дојди ти, велам! Дојди! Сега ми е јасно зошто си дошла тука, невресте. И ти знаеш зошто. Ама не знам зошто. Дома си останала, невресте, како така? И јас така дома си останав. Хасан! Добро утро.
Што ти е тоа на главата, бе? Капа! Црна капа! Што се случува тука? Нов дуќан прават, бе, Хасан. Така? Колку убаво! Колку убаво! Ај со среќа! Зарифе, Зарифе, отвори ја вратата! Еве ја скршив цела! Отвори кога ти велам! Отвори! Мамо, прибери се малку. Јас знам дека треба да се приберам, но не знам како да се приберам. Отвори ја вратата кога ти велам. Јас знам дека ова девојче мати нешто, само не знам што точно мати. Јас ќе ја скршам оваа глава, дури и вратата ќе ја скршам. Слушај, ти ќе ми кажеш точно што се случува, оти и вратата ќе ја скршам, и тебе главата ќе ти ја скршам. Мамо, се колнам, ништо не се случува. Слушна ли? Отвори ти реков! Отвори врата кога ти велам, отвори! Мамо, прибери се! Не отвара! Боже! Мамо, да не полудат ти! Пушти ме, пушти ме, пушти ме! Мамо, замолчи, ќе го разбудиш тато! Сите ќе ги разбудам! Трми се! Нешто крие! Отвори! Мамо! Што? Мамо, жити мене. Јас ќе разговарам со неа и ќе ти кажам, се ќе ти кажам. Отвори ти велам! Ќе ми кажеш? Се ќе ти кажам, чекај малку. Ајде, се ќе ти кажам. Отвори! Отвори ја вратата! Добро. Се да ми кажеш, ама... Ајде, оди. Ќе ми кажеш, нели се? Ајде, оди. Добро. Мене да ми кажеш, разбра? Погледни ме во очи, ти верувам. Отвори! Ајде, сега мама. влези ти. Ќе види таа. Зарифе, Молам, отвори ја вратата. Мама се заме. не отворам. Зарифе, знаеш што имам јас? Ключевите од собата. Сега сакаш да ја викнам мама или да не ја викнам? Бидејќи сега го ќе отворам. Како е син ми, докторе? Заздравувањето добро оди, паша. Ќе оздраве ли? Со Господ напред да се надеваме. Ајде, истори го ова. Немој никако да се оддалечуваш. Штом отвори очи, веднаш повикај ме, во ред? Во ред. Ние се венчавме. Со кого се венчавте, Зарифе? Со Алекс? Што? Тој несрекник што го нападнал син ми, сакам веднаш тука да го видам. Веднаш, веднаш. Господин. Ројачот Никола сте вие? Така е, јас сум. Во овој град веќе имаше шивач. Така ли? Така? Мамо, ќе оздрави ли? Не знам, синко. Дај Боже да оздраве. Ова што го направивте е голема жртва, капетану. Јас само го сторив тоа што му го ветив на Мустафа. Враќајќи се од Истанбул му дадов збор дека и по цена на својот живот ќе го бранам Чичко Рамиз и неговото земјство. Дали сте свесни што значи тоа, капетану? По цена на својот живот му реков команданту. Добро е, Хасан, добро си се Хасан. сетил, добро е. И што работа имаш? Каде ќе одиш? Имам работа, Мустафа. Многу итна работа имам. Добро да. Ти... И ние да дојдеме. Мустафа. Хасан. Хасан?